уште нашата Верче Утринова е со водовод на терен. Имено што се случува? Зошто се краде водата? Зошто постојат се уште несовесни граѓани кои што на овој начин решаваат да користат водата за своји потреби и при тоа навистина го намалуваат овој ресурс кој што за среќа во Македонија го имаме. Верче, добро утро. Еве, Верче, повели. Елена и Маријан, добро утро вам во студиото. Поздрав за нашите гледачи кои ја гледат утринската програма Ја сакам Македонија. Навистина, секојдневно се соочуваме со најразлични проблеми. Ова што пред малку има можност да го видат гледачите е навистина една трогателна приказна и можеби навистина еден голем проблем. Меѓутоа, постојано не мачат секојдневни проблеми, кои што иако можеби не толку важни, сепак кога траат долго, може да представуваат голем проблем, како што каже и ти, крадењето на вода. Се повеќе диви приклучоци. Јавното предпријатие Водовод и канализација изминатиот период открило над 100 диви приклучоци. Зошто е ова вака? Зошто, дали во овој период се зголемува бројот? Како се детектираат и како се отстрануваат и што се случува? Ќе ни кажат токму луѓето од јавното предпријатие Водовод и канализација. Прво ќе поразговараме со господинот Зоран Стојанов. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Прво добро утро до вас и до вашите гледачи. Благодарност до телевизија Сител што еве ни овозможува вака јавно да ги искажеме проблемите со кои што се соочува јавното предпријатие околу дивите приклучоци. Дивите приклучоци не е нешто ново, тоа ги имаме постојано, се случуваат постојано, а ние како јавно предпријатие постојано се обидуваме во што е можно поголем број да ги откриеме дивите приклучоци, со тоа што со нивното откривање го подобруваме и водоснабдувањето на градот Скопје. Знаете, кога немате одговорност, кога нешто не се плаќа, тогаш и се троши неконтролирано, а нас тоа, особено во летните периоди, ни предизвикува огромни проблеми. Постоењето на акциите за откривање диви приклучоци е постојано во Водовод. Дел од нив се пријавени од совесни граѓани, дел од нашите екипи кои што се постојано на терен, така да таа акција трае во текот на целата година, а можам да кажам дека во летните периоди, кога имаме зголемени активности околу дивите приклучоци, каде што и се појавуваат поголем број на диви приклучоци, особено во периферните делови на градот каде што се полеваат бавчи и ниви, ние имаме изголемени активности во летниот период. Можам да кажам дека со последната акција со зголемен интензитет се открили над 100 диви приклучоци во градот Скопје, каде што према граѓаните кои што го направиле истото се поднесени и прекршочни пријави. Како всушност ги наоѓате? Како ги детектирате? Како ги откривате овие диви приклучоци? Како доаѓа пријавата, дојавата? На кој начин всушност се функционира овој дел? Значи, пријавата обично или најчесто ја добиваме преку граѓани, совесни граѓани кои што се грижат за водоснабдувањето во град Скопје, на кој што им е битно поради тоа што и самите во летните периоди се соочуваат со недостиг на вода. Тоа се случува поради крадењето кој што луѓето ја крадат водата и не ја плаќат. Исто така голем дел од дивите приклучоци се откриени и од нашите екипи, контролорите кои што излегуваат на терен, постојано ги проверуваат корисниците, поминуваат ги проверуваат броилата кои што треба се прочитаат. Така да и екипите од Водовод кои што исто така при санирање на дефекти често откриваат диви приклучоци. Така да тоа е една така покомплексна работа, значи не е од едностранен начин на откривање, него е така, вклучени заедно со граѓаните и екипите на Водовод се доаѓа до откритие на дивите приклучоци во град Скопје. Така, сега веќе кога ќе се добие онаа дојава и кога ќе се добие онаа пријава, ми се чини дека веќе контролорите се оние заедно со вашите екипи кои што одат на терен. Токму затоа би го прашала и господинот Драги Размовски, кој што е дел на пример од јавното предпријатие Водовод и канализација, всушност контролор кој што директно оди на терен. Со што се соочувате на терен? Ние утрово сакавме, всушност кога го правевме овој договор, нели сакавме да направиме една акција, би ја нарекла, односно нашата екипа на терен заедно со вашата екипа, меѓутоа сепак се согласивме дека тоа е една специфична работа. Со што се соочувате? Како всушност изгледа вашата работа? Што е всушност вашата работа на терен, господине Драги? Добро утро и од мене. Нашата работа на терен е откривање и контролирање на водоводни приклучоци, за кои имаме добиено основно сомнение дека се истите неправилно поврзани. Со што се соочуваме на терен? Видете, работи кои се нелегални, имаме доволен број, работи кои се нелегални,
да ги спречите е многу тешко. Меѓутоа, почитувајќи ги правилата и прописите за работа на јавното предпријатие водовод и канализација, истите тие се решаваат. И сега, кажавте дека спомнавте дека е казниво со закон. Тоа е многу важно да им го кажеме на оние несовесни граѓани, би ги нарекла, со што ќе се соочат, со каква казна всушност се соочуваат, доколку на див начин, односно на нелегален начин се приклучат на водоводната мрежа. Па јас сега вака, тоа морам да кажам дека со жалење казната е само прекашашна. Тоа значи парични средства кои што треба да ги плати странката која што е откриена дека има див приклучок. Иако моето лично мислење дека треба да има и поголема одговорност од тоа заради тоа што видите водата живо значи. Крадењето на водата доведува да во летните периоди кога имаме зголемени температури, поголема потрошувачка на вода, совесните граѓани кои што се плаќаат водата не можат да дадат истата. Така да моето мислење тоа, а граѓаните кои што си прават злоупотреба на приклучоците, да се прават диви приклучоци, тие се соочуваат во моментов само со прекршачна пријава. Од оно што можев да го прочитам од вашите соопштенија и извештаи, велите многу често се случува еднаш ке го отстраните и се случува повторно да направат див приклучок. Колку е тоа често и дали овој период, летниот период, веќе добро рековте, е зачестан, дали ова над 100 диви приклучоци значи нешто многу повеќе во однос на претходните години, во однос на претходниот период? Па не можам да кажам со точно дали тоа значи повеќе или помалку, но мислам дека бројките се тука, не дека и тоа ова се 100 кои што ние сме ги открили. Претставуваме дека според бројките што ги имаме информациите релевантни во предпријатието за дистрибуирана вода и наплатена вода, тоа е многу поголема, но можноста да решам со помош на техниката да откриете такви диви приклучоци се уште да речам мала. Тоа сепак мора да оди преку советните граѓани и со нашите екипи кои што ги имаме на терен. Таа акција мора да продолжи, мора да се научат граѓаните дека водата мора да се плаќа. Тоа значи подобрување на системот, одржување квалитетен како што треба, вода за сите граѓани, бидејќи совесното трошење на вода, како што и седека во Европа, затоа и таму и немаат проблем со водоснабдувањето. Јас со жалење морам да кажам и да им се извинам јавно на граѓаните кои што не може да дојдат до вода во летните периоди, токму поради овие причини кои што ние секојдневно се обидуваме да го објасниме дека е тоа поради овие причини, но тешко оди поради тоа што граѓанинот самиот каже дека јас плаќам вода и сакам да добиам услугата за која што плаќам. Но ние токму поради овие причини кои што сега вие како телевизија сите ни возможувате да ги представиме, токму поради овие причини неконтролираното трошење на водата од дивите приклучоци ни создава огромни проблеми особено во летните периоди. Сега во контекст на ова, токму на овие диви приклучоци, неконтролирано трошење на вода и овој летен период кој што беше за нас, имавте вие една, ми се чини, интересна акција, односно кампања, види совестен од несовестен одговорно. Види одговорен од несовестен совестен. Дали таа воопшто, знам дека сега скоро почна, меѓутоа дали барем вруди со никаков плод? Па таа кампања сега брзо да кажам започна и таа кампања мислам дека ќе треба да трае малце подолго затоа што треба да допре до секој граѓанин што значи водата, што значи изворот Рашче кој што е благодет за Скопје. Ние сме еден од градовите кои ретко може да пијат вода од таков извор. Да не сум можеби меѓу првите 2-3 града у Европа. И токму оваа кампања се однесува токму заштита на изворот Рашче за неконтролираното трошење на вода, како и за заштита на одводните системи, канализационите системи во градот Скопје, кои што исто така се злоупотребуваат од граѓаните, се третираат како места за складирање на отпад, а уствари имаат сосема поинока функција. Исто така можам да кажам дека тоа исто представува голем проблем во градот Скопје поради тоа што запушувањето на одводните системи, тоест канализационите системи, доведуваат до загрозување на животната средина, загрозување на здравјето на луѓето, поради тоа што откога ќе се запуши, после тоа сите тие фекали се излеваат по улиците и представуваат опасност за самите граѓани. И би препорачал да не ги користат граѓаните, да не ги користат за место за одложување на отпад, кабаст, него едноставно да ги користат за тоа што им е наменато. Верувам и потврдувам дека е така, затоа што токму и отпадот ќе ни биде наша втора тема ова утро на терен во нашата утринска програма Ја сакам Македонија. Само на крајот би прашала кои се вашите други тековни активности или кои се можеби некои идни активности, планови или кампањи? Пак, она што можам да кажам дека е јавното предпријатие Водовод и канализација како одговорно предпријатие гледа во секој момент, секојдневно, се повеќе и повеќе да им излезе во пресад на граѓаните. Ние во овој период кој што беше
незгоден баш за сите. Нас со ковид приказката доведе да ние овозможивме преку електронските системи граѓаните секојдневно да се информираат, да може да си ги платат сметките, да може да добият информација што се случува јавното предпријатие, на што се работи, сите барања кои што постојат за апликација за приклучување на водовата организација да можат преку истиот систем да ги искористат, да не доаѓаат тука да се стварат гужви. Тоа е една од акциите, се вклучивме, една од побитните, можам да кажам, акции се вклучиме во акцијата Детско село, со тоа што ние како одговорно јавно предпријатие во градот Скопје се вклучивме да и ние како вработени во јавното предпријатие и со касички поставени пред нашите објекти да луѓето можат да донират и да помогнеме тие дечиња кои што се без родители во детското село. Од поголемите проекти што значат, да речем, побитни за градот Скопје, можам да го спомнам големиот проект од прилика околу 13 милиони евра, кој што се однесува на големата пречистителна станица за отпадни води во градот Скопје, а секојдневно сме вклучени и во реконструкции, реставрации на водоводниот систем, канализациониот систем, лично како предпријатие. Благодарам, се надевам дека и понатаму ќе работите совесно и одговорно и секакош во корист на граѓаните, затоа што тие се најважни, а токму тие пак односно совесните граѓани ќе бидат и вашите најголеми сојузници. Господине Зоран, господине Драги, ви благодарам што утре бевте дел од Ја сакам Македонија. Проблемот со крадењето вода или диви приклучоци на водоводната мрежа навистина е бил голем проблем, додека едни мака мачат, односно немаат ниту вода за пиење, други ја искористуваат неконтролирано, онака како што не треба, односно буквално ја крадат, ќе се изразам така, а дополнително и оној отпад кој што го спомена мојот соговорник, кој што се става унаму каде што не треба, прави дополнителен проблем на канализацијските и водоводните мрежи. Токму отпадот ќе биде и нашата втора тема од терен, од второто линковско вклучување, затоа нашите гледачи нека останат со нашето издание на Ја сакам Македонија. Верче, ти благодариме, во секој случај убаво спомена и ти и твојот соговорник, еден од соговорниците, нели, меѓутоа ја се можам да заклучам дека едноставно сами си правиме лошо едни на други, оние кои што нели на диво се приклучуваат, воедно ја ослабуваат, ако така ќе се изразам, мрежата, па оние другите немаат дотур на вода како што е потребно. Сето тоа значи дека едни на други си правиме лошо, да се надеваме дека од водовод и канализација ќе успеат да ги надминат сите проблеми со диви приклучоци.